Почнавме. Добар ден, криптоентузијасти, во уште еден подкаст на популарно барање нашиот гостин Криптофил. Оние кои што не знаат, Криптофил е еден од оние поголеми канали надвор од Македонија на англиски јазик, кога ставам збор за македонци кои што ги имаат нормално, со тоа што Криптофил повремено прави македонски видеа токму за македонската заедница кои што нормално ние ги промовираме колку што можеме повеќе. Криптофил е наш другарски канал. Така да се обидуваме да работиме што можеме повеќе заедно. И една многу битна работа која што сакам да најавам, јас и Криптофил бевме официјално организатори на првата крипто конференција во Македонија и планираме тоа да биде во иднина наша пракса, да речем секоја година, така да за наредна година нормално соодветно и на време ќе добиете информации, но само сакам да кажам дека јас и Филип сме моментално во согласност дека ова како традиција треба да го продолжиме нормално. Така да тоа беше и работа кој што сакав да ги спомнам. Денеска може да видите на постерот кој што го гледате моментално кои ќе бидат главните теми. Значи прво ќе разговараме за споредба на портфолија, каде што јас и Криптофил ќе се представиме со сопствените портфолија. Потоа Криптофил ќе ни одговори на некои од прашањата кои што ги поставија нашите членови на заедницата. Тоа ќе бидат нели со скриншот покажани прашањата и нормално на крај ќе разговараме за излезна стратегија, како што нормално и Криптофил ќе ни се пофали за нешто што се случува во yield farming индустријата. И пред да го оставам Криптофил да се представи, значи сите негови информации за неговиот канал, за сето она што го работи, ќе бидат во дескрипцијата на нашето видео, на нашиот канал, каде што ќе може да најдете се за работата на Криптофил. Повеле Криптофил. Антонио, здраво уште еднаш и благодарам што вака што двајцата седнуваме да правиме видеа и гледаме дека има доста заинтересираност. И моите видеа кои што се на македонски, за разлика од англиските, имат најмногу гледање. Оти го следам тоа, што е многу добро. Уште еднаш благодарам на сите кои што ме гледаат, кои што ме прашуваат. Точно имам околу 80 луѓе кои што ме контактирале на македонски во последниве, од последниот, ајде да кажеме, подкаст каде што имавме, 80 ме прашаа. И сите ме прашуваат најразлични теми, обично е за yield farming, каде што се почневи пулови, мулови. Има еден македонец и браво на тебе, сигурно не слуша, тој е од Охрид, голем поздрав, дури и каде што сум член во една приватна група, влезе внатре, мислам, има многу членови заради мене таму, тој толку е добар таму, што го зедува да работи, сега е вработен и веќе држи анализи пред околу стотици луѓе. Браво и многу сум горд и тоа е сето, мислам, со моја помош, така, јас му помогнам, но добро, толку е добар дечки, што денеска правиме муавет, целиот е возбуден, му предложија работа и ете, гледате дека се е возможно. И браво, еве да кажам, ако уште еднаш пред да одиме за понатаму, ако некој има некои прашања, Антонио ги има сите мои линкови долу под самото видео, најдете во мојот Телеграм, јас имам Телеграм група, пишете ми порака, лично пишете ми, што и да сакате, какво и да сакате прашање, на секој еден му враќам. Ако не вратам одма, ќе вратам малку покасно да не зборувам со 50 луѓе денеска. Одиме, Антонио. Значи, тоа е првата работа која што мораме да напоменеме, дечкото од Охрид беше Џаматовски, ако не се лажам, се сеќавам затоа што беше на конференцијата во Прилеп. Но како и да е, секоја чест, дечкото е еден од оние кои што го следи нашиот канал многу долго. Значи да не должиме премногу, како што кажеме, првата и најбитна работа ќе биде да ги споредиме нашите портфолија. Сега со Криптофил се договоривме, јас за кратко ќе го споделам затоа што ние веќе длабоко и дебело го работевме овој дел на нашиот канал. Каде што само Криптофил ме слушаш само момент? Добро, за секој случај да проверам. Значи, што се случи моментално, ние веќе направивме еден подолг, да речем, подолга презентација од 4 видеа за портфолиото наше и негова целосна, да речем, образложување на тоа, со тоа што Криптофил ќе биде побитен да го направи тоа. Ние само на кратко ќе поминеме преку она што моментално го поседуваме со последната надграба која што направивме од текот на овој ден. Тоа беше 1% во оптимизам. Така да значи тоа е нешто што сакаме да го споделиме со вас денес. Сега, во однос на проценти, како што знаете и сами ние го имаме овој начин на представување на нашето портфолио, каде што нашето портфолио е поделено првенствено на проценти во однос на различни категории. Може видите и сами и понатаму негде околу 30% представува smart contracts, значи тоа е на некој начин оној safe bet. Значи користиме овие 30% со цел да имаме некоја заштита од потенцијални корекции на пазарот, затоа што знаете и сами дека ова се најголемите проекти на пазарот, значи Layer 1, Ethereum, ADA, Solana, DOT и така натаму се најголемите проекти на пазарот моментално, затоа практично не очекуваме премногу голема добивка од овие коини, но на некој начин очекуваме стабилна добивка од овие коини, затоа што имаат
солидно голем маркет кап, поголем дел од нив се над 5 милиарди долари, што значи дека веќе представуваат средни, да речем средни поголеми на алткоини. Сега, Layer 2, тоа се овие два коини, а тоа се Optimism и Matic, односно моментално нели веќе преименуваниот Пол, 7% и 2% сега ова не се стейблкоини, ова е Shen, ќе се надоврземе кога ќе разговараме за изгледна стратегија, тоа е практично еден алгоритмички стейблкоин на Cardano кој што има свој резервен коин така наречен Shen. 20% во XRP, верували или не, XRP се повампери. Денеска, значи ова се новите проценти кои што ги направивме денеска, буквално се стари само еден час, значи откако го, да речем, преработив овој дел, за да имаме свежи информации, за да ги споредиме со CryptoPhil. Потоа, Internet of Things, овдека ни спаѓаат IOTA, VET и ни спаѓаат уште неколку коини, како во оваа ситуација би го спомнал нормално и HBAR. Значи, HBAR не е Internet of Things, но го ставаме овдека затоа што ни спаѓа во ISO 20022. За да не правам много горе, тоа се оние токени кои што се поврзани со новиот систем после SWIFT. Значи, тоа е оној банкарски систем за интеркомуникација помеѓу финансиските институции, така да ги ставиме во една категорија за да имаме преглед на истите. Значи, IOTA, VET, HBAR и Quant. DeFi, овдека ова ни е представено од Uniswap, 2,6%, Lending and Borrowing, значи овдека го имаме Alchemy Pay, не сум директно влезен во протоколи како Aave и Compound, едноставно немаше време и немаше доволно капитал, значи не знаеш каде да влезеш попрво нормално, така да 2% сум влезен во Alchemy Pay, тоа е on-off ramp протокол, веќе сте слушнале за сето ова. 10% ова е Artificial Intelligence и Decentralized Physical Infrastructure, или вештачка интелигенција и децентрализирана физичка инфраструктура, каде што дел од ова ние во FET, односно ASI токено, знаете, тоа е алијанса за проекти кои што работат вештачка интелигенција, и Render, тоа ни е практично некој поголем дел од околу 7%. 3,5% Metaverse, тоа е Send, како што веќе ви кажав, значи секогаш имаме застапеност во што повеќе категории, со тоа што гледам да ги балансирам, колку што можем повеќе, сега едноставно колку и да балансирате, едноставно некои категории напредуваат повеќе од другите. За пример ќе го земеме, нели, дигитални валути, тоа е XRP во оваа ситуација. 0,5% ова е некоја мала застапеност на AMX, тоа е тоест најголемата платформа за гейминг моментално на Ethereum. Значи тоа се AMX токени кои што ги имам добиено од некоја игра, нема ни да нарогуваме премногу овде. 4,3% storage, тоа е ICP, иако станува збор за Layer 1. Значи јас го користам во оваа категорија на дигитална меморија. 4,3%, 5,5% Link, тоа е најголемиот Oracle. 4,4% Real World Asset токенизација, ова е нешто во кое што дебело ќе се посветиме во идниот период и затоа запамтете оваа категорија кога ќе разговараме за излез на пазарот, значи ова е нешто што сакам многу да го искористам. 1% музички токени, тоа е аудио и 1% интероперабилност, тоа е Excel токенот, со тоа што овдека само на кратко значи може да видите како изгледаат нашите токени моментално на портфолиото. Секој оној кој што сака да ги разгледа детално може да го запре видеото овде, да направи принтскрин и да погледне секој од овие коини во која количина ги имаме. Сега нормално јас ги заокружував затоа што не можеме да ги ставаме 0,1255, нема поента. Вредностите на истите се заокружени и поставени во портфолиото од левата страна. Значи тоа е по категории како изгледа нашето портфолио, да речеме прилика, со тоа што пак ќе кажам, значи како што може видите и сами во однос со категориите и во однос со проектите кои што ги гледате овдека, значи колку е поголема застапеноста во нашето портфолио, толку повеќе веруваме во неговата иднина, во однос на неговата стабилност и постепен развој, затоа што ние не можеме на пример сега од Ethereum да очекуваме 100x, значи тоа е невозможно, едноставно е нереално, со оглед на фактот дека Ethereum има 400 милиарди долари, така. Но за разлика од тоа, овие кои што ги имаме во многу помала количина, кои што има многу помал маркет кап, значи ќе покажеме некој од нив, на пример Alchemy Pay има само околу 200 милиони долари маркет кап, што е смешно, но има голем потенцијал. И затоа го имаме во мала количина која што може во текот на бул маркетот да изненади и буквално вредноста да дојде колку што ни се овие големи проекти кои што моментално ги имаме, но не заборавајте. Процентите кои што ги имате на коините во вашето портфолио треба да бидат балансирани во однос со тоа каков е вашиот баланс помеѓу профит и ризик. Затоа што колку се помали проектите, толку се поризични, но толку и потенцијалот за профит е поголем. И обратно, колку се поголеми проектите, толку, да речем, потенцијалот за профит е помал,
но нивната стабилност и големиот маркет кап ви дозволуваат да не морате да се секирате премногу за потенцијални големи загуби. Така, затоа што и да се случи, ја верувам дека Ethereum скоро и да не постои реална шанса да пропадне како проект. Така, значи поради оваа причина, затоа нашиот баланс моментално е така направен, поголемиот дел од портфолиото да не биде ставен во овие големи проекти, кои што имаат помала шанса да пропаднат, и обратно, оние кои што се помали, кои што се малку по-нови на пазарот, имаат многу поголем потенцијал, но гледаме дека има многу помали алокации со цел да се заштитиме од потенцијални проблеми околу овие проекти. Сега, тоа е од моја страна, веќе се слушае за нашето портфолио, нема да должиме премногу, сакам да му остапам на Криптофил моментално да ни покаже, со тоа што нормално ова е одговор на Даниел Коцевски, кој што го побара тоа од нас. Сега ова е првата слика, верувам дека Криптофил ќе сака од тука да почне, ако... Да. Мислам, така. Вака сега, јас гледам дека имаш HDC Network, главниот се запознае во Сингапур сега и баш требаше да му снимам видео и заборавив да го контактирам, сега се сетив, фала што ме сети, баш сега си запишав, треба да го контактирам за видео, ми рече и ту ме покани во Дубај, рече кога ќе поидам да има офис, нели канцеларија има, да поидам да ги видам. Да, тоа треба да го имам на ум, кога ќе во Дубај за токен 2049, планирам април додам, ако некој иди, слободно кажете да се видиме таму. Вака сега, Антонио, ти го видов твоето портфолио, јас не го знаев лично, не ги гледам сите твои видеа заради тоа што се премногу, следам уште 20 други, знаеш како да работите, мислам нормално. И сега ти гледам, ти го видов портфолиото, јас моето портфолио нема да го прикажам како што го прикажува Антонио, заради тоа што имам 300 токени. Сега знам тоа е премногу, но луѓе кои што ќе ви покажам и токени кои што ги имам, кои што се уште ги чувам од 2017 од 2017 од декември месец. Значи пред два бул маркети. Тогаш точно влегов. Значи тоа беше првиот пат кога влегов за Крисмес, значи 2018 влегов. Извини, 2018 од 2019, тука се токените. Од 2018 до 2019, да. Сега. Сега гледате како е моето портфолио. Имам 300 токени јас. 150 се нула. Значи $2, $5, $10, $20, $30, тие не ги сметам. Но се уште ги запишав заради тоа кога ќе дојди Bitcoin Dominance, кога ќе се симни долу, се што ми е колку и да е цената, јас ќе ги продам од 300, ќе продам околу 250. Може 270, честам сигурно 20 некаде, 10, може би 15-20, толку. Се ќе продам, значи се ќе исчистам. Тоа ми е мојот план. Нормално ќе правам DCA. Надвор ќе разговараме со Антонио многу пати и кога ќе дојде време за тоа. Јас значи така ќе правам. И сега да ви кажам како е моето портфолио. Значи, нормално, за цена немој на никој да кажувате, ве молам, колку имате, што имате, тоа никогаш не се кажува во цена, ве молам. Тоа е прво правило. Друго нешто, вчера спомнав, правев едно македонско видео, иначе ова видео е во недела, ние го снимаме малку порано, така да се знае. Се надевам, кога ќе гледате видео, биткоин да е 100,000 плюс, се 98 и нешто. Вчера имаше еден дечко ми каже дека за жал влегувал на Yield Farming, мислам си влегувал, ама му стигнало скем NFT и знаеш, има на вашиот волет има скемо и многу токени NFT, кликнал клейм и му ги собрал таму, добро што немал многу, околу $500, му ги собрал сите, ве молам, не кликајте на ништо, значи имајте леџер за чување на токени, само префрлајте и таму ништо не чепкајте, имајте 1, 2, 5 леџери ако сакате за играње секој ден со DeFi, со купување, со препродавање, имајте друг леџер кај што ги чувате токените, работата е многу сериозна, сега има скемерите се на највисоко ниво. Ве молам, внимавајте, значи многу е жално да се случи, ми се случило неколку пати. Одиме за токените. Large cap токени, значи large cap, овие што се за, нели, како ќе во превод, large cap? Мјуци. Да, Антонио зборува, Антонио не те слушаме. Мјуци. Да. Тука си. Извини, само секунда. Значи, воа би било large cap или тоа се практично коини и токени со маркет капитализација над 10 милиарди. Точно, така. Над 10, значи од 10 милиарди до плюс. Значи имам таму 40% од моето портфолио. Вклучително тука ми е и Каспа. Јас чувам доста добар процент од Каспа. Имам и биткоин,
ама биткоин то не ми е она премногу, но ми е на ниво, ама не ми е она премногу. Значи то и го имам најмногу заради сопругата. Оттам ме малтретираше. Сега. Но за сега таа победува, но веќе последниве недела две не победува. До сега победуваше таа. Сега. Овие што се среден маркет кап што е, нели? Од сите токени што се од 1 билион до 10 билиони, мислам до милиарди или така билиони, милиарди, имам околу 30% од моето портфолио. Околу, значи плюс минус. Значи тоа варира секој ден како што оди портфолио. Сега, мали маркет кап, може да видите на самата слика, од 100 милиони до 1 билион имам 20%. Тоа е многу. Но имам 20%. Значи, моето крипто портфолио е малку DeFi, значи она дижен, ризичен јас сум тука. И имаме микро, што се од нула, значи имам токени што се по 3 милиони маркет кап, 5 милиони маркет кап. Значи имам секакви, до 100 милиони имам 10%. И тоа е пак многу, но и сега многу интересно. За мим токени, што Антонио има 0, јас имам 14%. Но гледате што се случува. Мим токените кај мене беа 3 до 4% застапеност. Пред горе-долу 2 месеци. Сега се 14%. Не заради тоа што купувам, но заради тоа што вредноста му се качи. Значи, пак ќе кажам, не само што купувам многу, значи многу малку купувам мим токени. Јас обично му правам фарминг. Си правам yield фарминг на мим токени, примерно Popcat ми е на највисоко ниво. Popcat, Floki, тие Wojak има. Примерно Wojak сум клал таму $100. Сега кошта $1,300. Замисли, мислам. Тоа е силата на мим токените. Значи не купувајте на зелено, купувајте на црвено. И сега, пак ќе повторам, мим токените ми беа 3 до 4%, а сега се 14%. А сигурно ако имам купено 1%, ако имам додадено во меѓувреме, значи самата заради тоа што цената појде нагоре. Јас верувам за еден од крипто наратив што е, најголемите што ќе биде и другава година се меѓу нив се и AI, мим токени и RWA или Real World Asset, овие што се. Нормално, гейминг тука има и други, но мислам дека мим токениве нема никаде да бега. Посебно тоа што сака Coinbase да го имплементира нивниот wallet, каде што сака милиони users да доведи. Еве видите и Phantom што е wallet за Solana, најмногу го користа само нови луѓе и само си прават трейдинг на мим токени. Не ни ода на MetaMask или Rabiware. Сега, имам плюс 20 до 25% во DeFi портфолио. Тоа се настрана од ова портфолио. Значи, ова ми е bull market портфолио. Имам 20 до 25%, ми беа околу 35-40% во DeFi, но сега ми се намалени заради тоа што точно пред Трамп да победи, дента пред да бидат изборите, маркетот беше долу. И сите што ми беа во yield farming, сите што ми беа поврзани со stable, сите ми беа долу и ми беа претворени во самиот токен. И јас размислив, Баба Вања, така беше, таа предвиди дека Трамп ќе победи и кажа дека ќе биде последниот претседател на Америка, да знаеш, не знам дали знаеш. Еве да ти кажам. Не знам колку е вистина, но се Чулте Господи, ја не верувам, чулте Господи тоа да го видиме. Да се вратат назад на индијанците, на Чироки да се вратат, Джими се. Не, да. И сега јас се кладам дека нели Трамп ќе победи, ги извадов сите од ликвидити што ми беа во DeFi портфолио кај што правам, и тоа ми беа околу 10-15% и си ги оставив како токени, заради тоа што размислувам. Ако Трамп победи, значи ќе биде криптово ќе оди нагоре, значи ликвидити кои ќе правиш yield farming, нема да добиеш многу ако правиш со стока. Ќе го пропушиш, јасно. Да, мислам че го пропушиш она, значи yield farming е топ да имаш во моментов blue chip токени. Сега, ќе се надоврзам малку покасно за тоа. Значи, тоа е моето портфолио. Ете, може да го видите. Тука напред скриншот, јас сум многу поризичен од Антонио, многу поризичен од вас. И Антонио многу добро кажа. И ќе го повторам во друг начин ќе го објаснам. А колку човекот што има повеќе пари да инвестира, толку оди повеќе на посигурни парови или нови што се високи кап, нели, large cap, market cap. Каде што и да направиш 2, 3, 5 пати твоите пари, ти си задоволен, отигра со повеќе пари. Кога човек кој игра со многу помалку пари, игра со 50, 100, 200 $1,000, обично, или може се многу, ама со 100, 200 $, обично не се занимава и сака да направи брзи пари. Тогаш
на тие луѓе, ви некој ако од вас слуша, обично тие се луѓе кои што одат на многу поризични, како што Антонио кажа, нели за по 10x, 20, 50x, тука се тие микрокап или small market cap. Сега, тоа е моето портфолио, имам некои работи да кажам. Ти вчера, Антонио, кажа за коти имаш едно видео, така? Да. Сега за коти, вчера имам EMA во недела, че прам, има излегува еден добар пресел, че излегува и коти се инвеститори. Ова ти е внатрешна информација што јас само ја имам. Замисли, чим другата недела че пуштам видео, следете ме, токено е многу јак. Ќе пукне глад. Вчера купував некој нот и немам пари појче, се сум all in. И викам сега од каде пари. Одам во банката ми е yield farming се вика, имам фи, ги продавам се и си купувам нот. Чиста работа. Иначе, тоа е тоа што сите ве едуцирам, треба да имате cash flow, затоа имаме 20-25% за cash flow и нема да го менувам понатаму, заради тоа што сите се горе-долу по 2 токени и мислам ако го играте како што треба, стварно е доста профитабилно, значи се што кажуваме тука, да кажеме, не сме финансиски советници, се е наше лично мислење. Сега. Може ли само да се надополнам околу овој дел, сакам да ти помогнам малку околу ова. Значи вака. Сите оние кои што сакаат да научат повеќе за се тоа, затоа што Криптофил има направено многу видеа, посебно на македонски јазик, значи ние направивме со него една интересна соработка, каде што сите овие видеа може да ги најдете и на неговиот канал, но една недела после излегувањето на овие видеа, ние ги колектираме, значи погледнете на нашиот канал, ова е канал Криптогимиџија. На најнискиот дел, најиздола, за да може многу лесно да ги најдете, ги ставиме сите негови видеа по хронолошки ред. Така да доколку почнете од најстарото видео и почнете да ги гледате поред, Криптофил објаснува се што треба да знаете баш за ова, за yield farming и за овој постојан, да речам, обрт на средства во кој што имате постојан приход од овие fees кои што ги работи Криптофил. И затоа сакам да ги имам овие видеа овде за било кој на македонски јазик да може да ги најде видеата и во дескрипција да ги најде сите информации за Криптофил. Така да погледнете на нашиот канал, следете ги овие видеа поред и ќе знаете се што треба да знаете околу овој дел. Поели Фил. Да, точно така, значи ги има сите. Кај Антонио и исто и кај мене немам многу видеа, се околу 8-9 видеа. Погледнете ги и внатре е објаснато се за yield farming. Ова видео не ќе кажем после само накратко за yield farming на крајот. Антонио кажа следно да разговараме, јас горе-долу завршив со мојов. Дали би сакал нешто можеби да кажеш околу делов овде? Да. Сега, тоа е интересно. Гледайте сега. Овие токениве сега што се тука се од 2019, значи овие се 5 години стари. Значи ова сега Антонио ќе дојде и темава за taking profits, нели, за земање на профит. Сега ова ти е за земање на профит, само извини, не, тој дал нема. Извини, моја грешка. Може ли вака да направиме? Ако не ти е проблем да го одговориш само прашањето на Горан Јанев и потоа ќе продолжиме околу делот со земање на профити, поради тоа што нели ова е уште првиот дел на некој начин. Одиме. Добро, одиме. Горан Јанев, здраво. Има еден прашање, ме праша зошто ме праша неколку пати да го одговораме за санд. Нели зошто појде цената нагоре иако никој, нели, што се случува, нели, за сент? Направив малку ресерч, да, одговорот е заради тоа што има шпекулации дека многу токени, едно 10-15 токени ќе биде лиснати како ETF, мислам, че се побара за да биде лиснати како ETF и можеби шпекулација е Sandbox, Send, нели, да биде еден од нив, иако на користеност нема многу да ти кажам, јас гледам да ги излезам од него колку што можам, тоа е моје мислење, нели, има користеност, ама не како пред 2021 и тоа беше едната од тие причини. Значи, едната од тие причини што летна таму 70-80% нагоре и на yield farming принташе по 3% и 4% на ден. Замисли. Океј, одиме сега. Горан Јанев. Само може ли да се надорзам за стенд, ако не ти е проблем? Само на момент да се надорзам. Значи, вака сега. Уште една многу битна работа која сакам да ја запомните за сент. Значи, јас сент го имам моментално 3,5% и тоа е затоа што порасна самиот му вредност, како што кажа самиот Криптофил, значи добина вредност буквално поради ова што го спомнам, но уште една битна работа. Ваков тип на проекти, без разлика дали е Send, дали е Decentraland Mana, дали е OpenSea NFTs, било што од овие проекти, бара ритейл сектор, се разбираме. Јас, за разлика од Криптофил, имам обратно мислење. Сега ќе ви кажам зошто. Кога го правевме последниот апдейт на моето портфолио, кога разговаравме за Send, јас ви покажав дека онлайн моментално има околу 3 до 4 илјади луѓе на ден. А пред тоа имало и до 70-80 илјади луѓе на ден.
Која е разликата? Ако ние очекуваме дека ритейл секторот сега ќе се врати, јас обратно мислам каде што јас акумулирам моментално сен, затоа што кога ритейл секторот се враќа, он не се враќа да инвестира во Ethereum, се разбираме. Он не се враќа да седне да види што е Ondo Finance или туку он што прави. Бара игра, бара нешто интересно, интерактивно, NFTs да продава камења, се разбираме. Значи идејата е се обидува да најде нешто што него ќе му биде примамливо. Сега ако некој ќе му каже, абе знаеш што, уклучи се на Send, слично е како Minecraft или уклучи се на Mana, слично е како Sims, па одиш, па продаваш, па интеракции, па купуваш недвижности, се разбираме. И затоа верувам дека ќе има многу поголема вредност кога ќе дојде следниот bull market, затоа што Send е најголемиот метаверс проект. Сега нормално, секој од нас има различно мислење, тоа е нормално да имаме едноставно различни мислења и различни очекувања, но јас за ова конкретно очекувам дека растењето на токенот допрва ќе дојде кога ќе се врати ритейл сектор и кога ќе се вратат овие играчи на самиот метаверс, затоа што пак ќе кажам најголемиот проект. Значи прво ќе се вратите кога ќе пишете метаверс, прво излегува Sandbox, така. Поеле криптофил. Да, гледај се, и тоа држи вода, точно, да, точно. Затоа нели има многу шпекулации овие што се стариве нели dinosaur, што ги викаме токени, нели, ода нагоре од тие кои ќе се врата ритейл, ги купуваат тие што ги знаат претходниот bull market. Да, и тоа држи вода, но како и да е, затоа јас имам 300 токени. Мислам, тоа е многу немој толку да имате, ама добро да имате од секој сектор, така нели барем по 10 да имате, по 5-10, оти не знаете никој кој кога ќе експлодира. Сега, одиме за Горан Јанев, market making models in crypto. Значи за market maker тоа е обично, јас како што го разбирам прашање за модели, нема, модело е тоа е market makers и market maker. Значи ако не знаете што е market maker, вие давате ликвидити за да може самата транзакција, за да може некој кој ќе прави swap, за да си направи за да може за да се купи за самиот токен. Значи кога вие чоите на некој DEX, Decentralized Exchange, за да купите некој токен, мора да има ликвидити. Ако нема ликвидити, тоа самата транзакција не може да се изврши. Сега, за да се изврши на транзакција, нели за таа ликвидити, тоа се вика market makers, луѓе како мене и луѓе како вас може да става таа ликвидити. И секој пат кога се врши транзакција, се плаќа некој фи, некој данок, и тој данок се дава на сите кои што се market makeri. Океј, одиме на другото прашање, Антонио, ако може да се вратиш. Само сакам да покажам дека овдека, значи криптофил во неговите почетни видеа тоа детално го објаснува. Може да го најдете и кај него, на плейлистата каде што разговараме за ликвидити пулови, но погледнете оваа плейлиста на криптофил, се е детално објаснето, едноставно ќе биде премногу ако го објаснуваме сега чекор по чекар, нели? Да, точно. Улогата на ликвидноста го кажа со market maker. Сега, ако нема ликвидност, не може токено да направи ништо. Значи, затоа кога ќе се купува некој посебно мим токени со 50.000 ликвидност или со 2.000 ликвидност, значи цената за да се купи токено, вие треба да дадете слипич од 5-10% на секој продавање и купување. И тука губите. И сега вие вашиот токен може да вреди $20,000, ама ако нема ликвидност, вие не може да го продаете. Значи, вие сте затворени внатре. Истото му испратија на овој Тейт, му испратија еден токен од 100 милиони. Тој вика burn 100 милиони. Ама шо ако тој изгори 100 милиони, тоа е колку за маркетинг трик, кога тој да сака да ги продаде, ликвидноста беше примерно само 500.000. Значи, тие 100 милиони што вреда, нели вреда, зборуваме за дигитални пари, единствено тој може да извади само 500.000. Значи, разберете го тоа. Сега, толку е капиталот на ликвидност, точно. Да, точно. Значи, затоа се бара секој ќе има, мислам, таму правиш и трейдинг, кој ќе купуваш, кој ќе продаш токен, одиш во тој пул, кој ќе има најмногу ликвидност. Затоа exchange никош нема да стави токен ако нема ликвидност. Мислам, нема. Сега, разлики меѓу инвестирање во прав проект и коцкање со мим токени. Да, тоа е многу добро прашање, многу добро прашање. Значи, вчера направив едно видео на македонски и тука ги денеска, извини, го пуштив денеска, е петок, вечер, сабале го пуштив. Значи, гледајте го пред два дена, значи го пуштив од кога ќе гледате ова видео. Гледајте таму, ставив едно 6-7 различни пулови со топ blue chip токени, со Cardano, со BNB, Cardano и BNB, XRP со BNB. Внатре имаше Injective со BNB. Имаше 5-6 различни добри пулови кои што се со blue chip, каде што може да видите дека стварно во овој момент, сега овие откако Трамп победи, дека горе-долу тие пулови плаќа по 0,5, 0,7, 1% на ден константно.
Сега, што е разликата значи помеѓу мим токен со мим токени кога ќе појдеш, истото е како да купиш мим токено и сега токено утре може да варира 30-50% долу, 50-60% горе, не знаеш. Истото и со ликвидити. Само што малку тука е малку си позаштитен ако имаш мим токен со стейбл. Сега примерно ќе ти кажам, еве има еден пример, овој кој беше Chill Guy сега експлодира. Ставив $70 пробно и сега одам по 3 дена, ми спринтал $26 за фи, значи сум зел на $70 и имам $26 фи. Значи то ти е 10, 20, 35% фи за 3 дена, 10% на ден ми принта, плюс токено што пошол нагоре, мене ми е од 70 до $120. Значи, токено пошол нагоре, а јас сум зел, значи, имам рейндж ставено, не тоа е обсек огромен, 80% горе, 30% и 40 долу. И сега, мене уште ми е во рейндж и ми принта пари. Сега, тој беше добро, супер позитивно, но имав профит. Но многу често, кога ќе појдете во некој мим токени, ако токено варираш, обично се многу ти е варира горе и долу, многу често ќе клам така на игра, примерно по $20, $30, другиот ден ќе пуша $30, ќе ти бидат $5. Значи, ако не сте запознаени со yield farming, мим токени немој да играте, освен ако не е некој blue chip мим токени. Примерно, како веќе се добриве како Doge, Doge го има сега со BNB на BNB chain, примерно може Pepe да го играте и некои повисоки мим токени што се во large market cap, што се по 3-4 билиони. Се долу понадолу не се исплаќа. Значи, тоа е ризично. Друго, може да се објасни smart contract lending мен? Не, тоа нема да ти го објаснам, че одземи многу, lending и borrowing е многу долго, извини, за пасивен приход со DeepIn проекти. Да, значи истото е. Значи, прашањето е Филип, ако може да ми објасни пасивен приход со DeepIn проекти. Да, примерно DeepIn, Ondo може да е DeepIn, така? Ќе дојди? Така, Ondo. Да. Да, значи Ondo, кој да е проект, бараш кај има ликвидити, даваш ликвидити, појди на Кристал на Тулов, гледај го видеото вчера, појди на Кристал, најди го токено кој што го сакаш, види кај има ликвидити во кој чейн, дали на Ethereum, дали на Solana, дали значи најдобри за вас, за тие што се почетници се Solana, Base и Arbitrum, Optimism е добар, BNB, затоа што праќаш фии се многу мали за плаќање. Ethereum во моментов е многу скап последниве 4-5 недели, ненормално е скап и не се исплаќа, треба да ставиш многу пари. Примерно еве сакате Ondo, сакате Cardano, сакате Link, кој да е. Одите, го пишувате токено, најдувате кој пул и точно ќе ви покажи колку горе-долу би земале, нели, APR на годишно ниво, ставате ликвидити. Мој, она што е, ви препорачувам, пробајте на сите кои што се нови, со по $10, $5, пробајте на 4-5 различни пула и експериментирајте. И пред се, како што Антонио кажа, изгледајте ги видеата мои, се објаснато натре за 5-6 часа, изгледајте ги по 2 пати за 2-3 дена, ќе научите се. И исто има една група каде што има бесплатни курсови многу, таму има едно добри 30-40 часа бесплатни курсови на англиски, и таму ги спомнувам на секој видео, може многу да научите се што треба. Последно прашање е дали крипто ќе го задржи market cap и ќе остане стабилно овој пат? Добро. Тоа е прашање за двајцата, дали крипто ќе го задржи market cap? Не, мислам дека според мене сега сме на 3.5 трилиони, би бил пресечен ако појдеме дупло од ова. Антонио, не знам што мислиш, јас мислам дека не знам, има проекции дека ќе појдеме 8, 10, 12 трилиони, јас не знам, се плашам, мислам не. И прашање Антонио за тебе од мене, кои индикатори нели ги гледаш? Еве ако завршивме со прашањето, кои индикатори ги гледаш ти? Кажи ми за еве ако сакаш да одиме на малку taking profits, кој индикатор ги земаш за кој индикатор ти викаш, да, сега веќе ова ми е стратегијата, се веќе почнувам да го гледам. За мене индикатор е Bitcoin Dominance е еден од главните индикатори. И сега на Google може видите дека Retail се враќа доста на високо ниво, ама Bitcoin Dominance во 2017 од 60 нешто пана на 38%, 2021 како што знам пана од 62 на 40%, ова година мислам дека ќе пани, сега сме 57-58, беше 60, почна надолу доди, мислам дека ќе пани до 44-45, не мислам дека појќе ќе паѓа, и веќе јас на 47% почнувам јас лично да си правам DCA надвор, да излегувам, и без емоции овој пат. Минатиот пат со емоции игравме, ако сакаш, сум тука да ги поставиш тие слики за емоции мои да кажам како сум се изгорел,
и да видите може ли само ќе ги ставам само додека не сум заборел. Сакам само да се надополнам нешто што си го кажал до сега и потоа ќе се навратиме на сликите за да објасниш. Значи, вака сега, прва и најбитна работа. Значи, мораме да разграничиме една работа. Тоа што Криптофил вас ви го зборува, сега се враќам на истите прашања кои што Криптофил ги одговори до сега, затоа што некои работи треба да разјасни. Значи, меме коини, Криптофил и јас никогаш нема да ви кажеме инвестирајте во меме коини. Тоа што Криптофил го прави не е инвестирање во меме коини, има голема разлика. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, едно е вие да купите некој меме коин, не знам кој што викаме ние, врапче со кавалче, не знам, гасеница со капа, се разбираме? Значи, Криптофил ја користи ликвидноста од сите овие тапоглавци кои што инвестираат во меме коини, затоа што за вие да инвестирате во меме коини мора да ги купите. Така, значи вас е потребно да ги купите од негде. За да ги купите, потребна ви е ликвидност, потребен ви е базен на ликвидност, што значи дека Криптофил ја користи ритейл масата на луѓе кои што постојано купуваат и продаваат меме коини со цел да добие физ од ваквите трансакции. Значи разликата е во тоа што он мора да има одредена количина на меме коини за да има ликвидност во овој базен и на тој начин да добива физ. Се разбираме? Значи има голема разлика. Сега да се разбереме една работа. Да, добро е и паметно е да си има казино портфолио. Еве сега еден пример ќе се. Многу од луѓето, не многу, неколку луѓе ми побарале во нашата Patreon заедница да додадеме категорија за ризични проекти. Никогаш нема да го направиме, тоа сега ќе ви кажам зошто. Значи, меме коини не се технологија. Крај. Меме коини нема ништо позади себе си освен едно сликиче. Така. Значи меме коини ви е еднакво на американскиот долар. Буквално имаат вредност само за тоа што моментално се популарни. Толку. Сега разликата е што? Тоа вие да искористите таа популарност, да направите профит е супер. Многу од луѓето тоа го прават и јас лично сум го видел тоа кај професионалци каде што на пример има $500,000 портфолио и он $10,000 ги земал буквално на страна и почиња да става во некои смешни работи, кои што рековме, нели? Куче со сиџим, нели, се разбираме некои такви глупости. Сега разликата која е? Ако вие сте паметни да влезете во овие проекти кратко и да извадите профит и да го инвестирате потоа во добри проекти, тоа е супер. Но сега каде е разликата? Ми велите да отвориме група на нашата заедница. На тој начин луѓе кои што ништо не знаат за криптосекторот, сега Криптофил е ветеран и Криптофил знае кога да влезе, знае што значи да имаш 300x од некој проект затоа што си влегол рано, си бил свесен, некој го кажал, ти си го слушнал, си влегол, знаеш дека нема никаква вредност освен моменталната популарност, го вадиш профитот, влегуваш во нешто друго што реално има вредност. Но многу од луѓето кои што доаѓаат на пазарот не знаат да го направат. Се разбираме? Значи идејата на мојот канал, идејата на каналот на Криптофил е да ве заштитиме. Значи да не влезете во нешто што ќе се изгорите. И сега што е работа? Поминете вие еден цел циклус. Направете некој солиден профит, научете како се тоа функционира. Научете што се pump and dump шеми, научете што уствари представува меме коин, кога вие се осеќате спремни дека знаете доволно за овој пазар, па сте го фатиле овој бран каде што се и се што се купува, тогаш би ве разбрал да ставите некој мал дел од вашето портфолио во меме коини и да очекувате за работа која што потоа ќе ја претворите во нето реално има идни. Така. Но ако ние оставиме на новите членови едноставно да влегуваат во се што ќе видат на пазарот, многу од нив буквално ќе става пари во нешто што стварно не треба да става пари и кога сето тоа ќе колабира, нормално ќе бидеме криви јаци Криптофил затоа што сме им рекле да купат криптовалути, затоа што за жал и тоа се смета како криптовалута, се разбираме? Значи едноставно има голема разлика и тоа пак ќе напоменам. Значи ова ќе го напоменувам додека имам канал. Треба да имате доволно искуство за да знаете како да го искористите овој pump and dump пазар на било каков тип на криптовалути од меме коини кои што испаѓаат секој ден нови, за да можете тоа да го искористите во ваш профит. Немој да мислите дека вчера сте влегле на пазарот и многу е лесно тоа да го направите во вашето портфолио. Лесно изгледа на телевизија, многу е лесно кога гледате некои инфлуенсери кои што ви продаваат магла, но многу е тешко кога треба тоа реално да го направите. Уште еднаш Криптофил го прави тоа за да искористи ликвидноста од овие меме коини и да добие профит на фи. Не да добие профит практично со самиот меме коин. Да, тоа се случува понекогаш, да, неговата вредност расте, но многу е подобро да искористите ликвидност и да добиете профит од тоа што многу луѓе влегуваат во овие проекти затоа што се популарни. Нема никаква вредност освен популарност. Втора работа која што сакам да ја спомнам. Мислам дека Криптофил не го разбра добро прашањето околу DeepIn. Значи, ја мислам дека Горан сакаше да те праша дали познаеш некои проекти каде што на пример рендер, ти практично го позајмуваш твојот мобилен телефон преку ноќ
да го користи рендер мрежата за практично да даде на некоја процесирачка моќ, а тебе ти дава рендер токени за возврат. Мада реално CryptoFill работи со yield farming, он има неколку нодови, но не работи децентрализирана физичка инфраструктура. Значи тоа е како дали си го користел телефонов неговата процесирачка моќ преку ноќ, или дали си го користел не знам компјутерот, да речам дел од твојот хард диск да дадеш на пример меморија на Arviv или на Filecoin, значи тоа е децентрализирана физичка инфраструктура. И сега ако сака нели Фил да се надополни, а кога ќе разговараме, ќе разговараме нели за делот со доминација, кои се индикаторите, што гледам, тоа ќе биде следно. Повеле Фил, извини. Да, точно. Точно, ако во право си за Дипин, значи се што каже Антонио за мим токен е точно. За размислете, повеќето пулови на нов мим токен се по 2%. Што значи тоа? На секој купување и продавање, вие плаќате слипич од 2%. Значи, тоа не се забележува на малку пари. Ама ако го направиш од 10 пати денеска, вие ќе изгубите 20-30% само купување и продавање. И тие проценти ќе ода кај мене. Само да се допорса. Сега. Иначе, најпрофитабилниот, иначе, Антонио, да знаеш, пул што го имам, од 160 или 180 дена, се два. Попкат со VIF, мисле, најпрофитабилните, и затоа попкат ми е таму 1800%, сега сум напред, цел попкат речи се ми е од фарминг. Значи, ја секој месец си го чувам на страна, и се експлодира и сега плюс ќе се листи на Binance за брзо, така да тапман сме. Сега за Dipin не користам проекти, јас лично, Антонио, никогаш нема да оставам мобилниот за 10 центи или за $5 на месец, да го давам интернетот му, и затоа што јас толку пати сум бил хакиран тие работи, просто за не ризикувам, ајде да се ставам. Иначе да, има проекти што јас многу и не ги знам толку длабоко како Антонио, но само повеќе сум инвеститор, ти работам со 500 работи. Примерно за рендер со Solana го правам фарминг од, можеби колку, Антонио, сигурно од февруари, од март правам на рендер со Solana. И цел направил ROI. Значи сето ми е чисто внатре. Значи го зедов цел Solana што го имав, цел рендер и реков че ризикувам. Ова беше во април. Ги ставив таму, правев, ти плаќаше многу, плаќаше по 0,5-0,7% на ден, правив добар обрт на пари, вадев, кампаун нешто вадев, после за подкрај на цената извадов и еве до сега за неколку месеци се си вратив назад од банка, во што ги ставив, нели си ги вратив, и сега таму ми е цел чист профит. И пак си вади по 0,4, сега 0,3-0,8% на ден. Јасно. Е топ пул на Solana. Добро, Антонио, да продолжиме за овие сакаш да сега да ги покажам твоите чартови, сакаш да им покажеш, само сакав за биткоин доминес да го спремам чартот за после, само момент. Извини, само момент. Биткоинов, бога ми дека завршиме, ај ти ќе биде 100.000. Колку е 97,9? Супер е. Само секунда, веднаш ќе го отворам и продолжуваме. Мислам дека беше овој, само момент. Извини, само секунда, веднаш го отворам. Ево, добро, сега можеме да почнеме. Вака сега, кажи ми само кој од овие тебе ти одговара прво да ги пуштам, затоа што не знам кој би сакал да ги збориш први. Од тие црните што се слики. Добро, да, еве го. Само кажи ми која ви ти одговара. Ете така, добро, оставете. Сега, гледајте тука сега, луѓе. Овие токени со 2019 појчето. Seal, можеби некој што бил 2019 може ги знае. Shirin Labs, овие имаја телефон, Enigma, Syndicator беше многу добар. V-Powered, уште постои V-Powered, мислам. Allcoin, Substratum, тоа беше децентрализиран интернет. Беше листнат на Binance, го направи делистинг, падна за 80%. Walton го снема, Amber го снема, iHouse го снема, Friction X го снема. Овие BAT, тука е тој што ги има, тука е. Трейс уште го има, Зеби тука. Значи, појди на друга слика сега, слободно, Антонио. Значи, овде имам 66 токени. Овие се добри. Примерно, Loopring го има уште. Request Network. Engine го има. Да, Engine го има. Elf го има шатпат. Ден тука е, ама е слаб. Mainframe, Bluezil, Metaplay, Utras, OMG. Овие сите токени, од 66 токени, денеска ги гледав, Антонио, не можам да ги префалам заради тоа што ми зема, примерно, треба да платам фи од $4-5 оти се на Ethereum. Не вреда толку, јасно. Вреда по $2, $5, $3, а внатре сум имал по $100, $200, $300. На што ти се кажува, на Binance ли си? Молам?
На Binance ли ти се моментално вие? На која менувачи? Не, овие мислам на Ledger, на Ethereum Chain. Ама почекај, слушај, ти кажем, моje лично мислење. Кога почне bull market, значи, знаеш што е проблемот со ритейл секторот? Они влегуваат и почнуваат да купуваат нешто што вреди 0,00001 долар. Ме разбераш? Значи, они, сакам да ти кажам, самиот bull market ќе ти ги врати овие барем на некоја нормална цена, ако ништо друго да можеш да ги ликвидираш. Мислам, тоа е моје мислење. Точно кога за Bitcoin Dominance и точно тука ќе кажеме, точно тоа ми е плано, но сакам да ви кажам, немој да чувате многу токени, немој да се поврзувате емоционално, емоциите се многу тежок начин да се извадите од нив, а ми требаше доста долг период да сум неемоционален, иако е многу тешко понекогаш, посебно кога ќе гледате токени оди горе, и сакаш, леле, сега ќе падне, ти нели бараш да купиш кога е црвено. И на крај влегуваш и некни имаш еден токен таков поризичен, од 4 милиони марket cap, го имаш еден јутубер го следам, вика купи, одам беше 6 милиони други еден, 50% Антонио, и викам не, сега ќе падни, после беше 8 милиони, леле реков, не, викам сега ќе падни, другиот ден беше 10 милиони, леле реков, сега ќе падни, дојди 11 милиони, ништо, викам, ајде ќе клам, и кладов малку пари, 11 стигна 12, ај викам, топ, пак ајде сум на профит, и по една недела е пак на 3 милиони. Така да кажам, сакам да ви кажам, немој да бидете емоционален. Овие токени тука што Антонио ги споделува, од 66 токени, 30 токени се вредноста му е горе-долу по $1 или $2, а беа по 50, 100, 150 долари. Значи, земајте профити, кога имајте цел, јас и Антонио ќе правиме многу видео за тоа кога ќе дојде време, јас ќе го тупам многу тогаш, taking profits, и можеш некој, ако земоти сето сега што имаме, јас и Антонио и вие, сето е дигитални пари. Колку и да се? $500, 1000, 5 милиони кои да има. Значи сето е дигитални пари. Се дурне искешираме, сето е само дигитални пари. Тие можеш утре да исчезна. Антонио, оди на Dominance или што сакаш да докажеш? Ево вака сега, друштво. Значи, некои работи кои што мора да ги напоменеме, затоа што треба да видиме кај сме моментално од циклусов и според тоа затоа што гледам дека многу од луѓето се веќе заинтересирани за излез. Друштво, прво сме многу рано за излез. Значи, ќе покажеме некои работи, знаете како може да се зборува овдека еден ден за тоа каде се ногаме и колку е рано за излез. Кога веќе ја спомна биткоин доминација? Ако се сеќавате, ние ово го поставивме кај нас како слика пред 3 дена кога ви кажав дека по се изгледа дојдовме конечно до тој момент каде што доминацијата на биткоин почна се движи надолу. Ова не е ништо ново. Значи ова не, сега знаете како? Зошто се случува токму овој месец? Значи ова не е магија, ова не е коинциденција, значи ова е со причина. Сега ќе ви кажам зошто. И тоа е пак на крајот од денот во најголема рака психологија на човекот. Значи, погледнете. Во 2016 година, во јули сме имале халвинг. Кога почнала масовно да паѓа доминацијата на биткоин? 8 месеци после халвинг. Така, ова е месечен чарт. На 8 месеци после халвингот ние сме имале енормен пат и потоа продолжил да паѓа како да нема понатаму. Така, значи сега ќе ви кажеме на работа. Јас не се врзувам толку многу со мети, колку што се врзувам со временски периоди. Зошто? Затоа што досега биткоин циклусот ни покажал една работа. Сте се случува во временски интервали, иако не се точни до ден, се доста прецизни. Што значи дека многу полесно може да си поминете ако се базирате на временски интервали. И тоа ние го покажавме со нашето купување, ќе ви го покажам за момент. Погледнете сега. Првиот циклус значи 8 месеци, така. Вториот циклус, погледнете, после халвингот колку месеци биле потребни? 8 месеци, така. Каде се ногаме моментално? Се ногаме на 7-миот наспроти 8-миот месец, погледнете. Значи моментално е 7-миот месец. Сега, зошто е ова битно? Да ја прашам сега, ако вие сте чекале до сега 2 циклуси по 4 години, така, и сте виделе дека од халвингот на 8-миот месец после халвингот доминацијата на биткоин почна да паѓа. Што тоа значи? Тоа значи дека алткоините во тој момент почнуваат да имаат свој bull market. Еве ќе го земеме Ethereum, еве ќе ставиме тука, не знам, TRX USD, тоа е Tron. Значи ќе ставиме некои поголеми, да речем, кои што имале малку подолг чарт, чисто да видиме како изгледало тоа претходно. Еве овие два се доволни. Чисто да види, погледнете сега. Погледнете кога почна да паѓа, значи овдека кога почна да паѓа. Погледнете, така. Погледнете што се случува со цената на Ethereum. Значи црвената графа е Ethereum. Еве ќе оставиме овдека и XRP, чисто да имаме барем два што се со малку подолг USD, значи кои што биле присутни и во времето на првиот халвинг. Погледнете. Значи, после моментот кога почнало да паѓа, така, што се случило? Алткоините почнале да експлодираат.
Не велиме дека биткоин ќе почне да паѓа на вредност. Биткоин и понатаму ќе расте, но алткоините прават масивен аутперформанс на биткоин. Така, погледнете. Колку јасно се гледа овдека дека во моментот како почнува да паѓа доминацијата на биткоин, така почнува да растат алткоини. Така. Што се случува овде? Истата ситуација. Во моментот кога ние имаме паѓање на, значи достигнал врв овде, така, гледаме дека се уште се грвелкале, така речено, полека се движеле нагоре алткоините. Што се случува овде? Дека имаме масивен аутперформанс и тоа овој аутперформанс погледнете колку потребно било додека да заврши. Значи, сега не забравяйте, 2021 година ние имавме дабл топ. Затоа и овде ќе имаме еден врв, па втор врв, така. Но, погледнете што се случило сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месеци. Значи, од 8 до 12 месеци им било потребно на алткоините за да направат максимален врв. Dead Cat Bounce, така. Значи, од овој момент кај што се ногаме сега, нас си се потребни, пак ќе кажам, значи во овој момент кај што се ногаме, така, ни се потребни барем 8 месеци за ние да дојдеме до поголемиот дел од алткоините да имаат свој максимален врв. И погледнете, како се движиме до овој потенцијален врв на биткоин, погледнете што се случува. Почнуваат да експлодираат сите алткоини. Че овде ќе имаме 3 алткоини кои што експлодирале токму сега. И XRP, и Tron, и Ethereum. Така, и сега ако додам ја овдека истите ќе увидиме, се разбираме. Само што јас се обидам да додам алткоини кои што имаат подолг чарт, за да можеме тоа да го видиме во 3 различни циклуси на халвинг. И сега зошто е ова така? Психологија. Ако вие сте почнале да претварате профит од биткоин во алткоини во претходните 2 циклуси на 8 месеци после халвингот, затоа што ви се покажало како максимално точен период за префрлање на профитот, погодете што. И овој пат ќе го направите истото. Што значи дека китовите, јас очекувам дека ќе го направат токму тоа. Китовите ќе почнат да продаваат токму во овој период и да го претвараат својот профит во алткоини. Тоа го гледаме. Значи, еве, не јас, го гледаме и самите го гледате. Така, уште еден интересен, да речам, еден од оние индикатори кои што го покажува многу јасно. Погледнете. Алткоин сезона индексот. Погледнете што се случило токму сега. 65. Погледнете овој масивен скок. Што значи дека ова што гледате овдека, значи дека алткоините масивно прават аутперформанс на биткоин. Погледнете. Од топ 50 алткоини моментално, гледаме дека добри 2/3 од коините имаат аутперформанс на биткоин и тоа не аутперформанс, него го изгазиле. Се разбираме? Значи биткоин има профит од некои како да е 70%, погледнете што се случува со алткоини. И пак ќе кажам, јас очекувам дека ова е само почеток. Зошто? Историски гледаме дека овој блидаут на биткоин доминанс, додека го допре своето дно, потребни му биле да погледне овој дел. Така, значи од моментот кога почнал да прави блидаут, за да постигне дно му биле потребни колку 10 месеци. Што кажавме? 8 до 12 месеци се потребни за алткоините да направат своји врвови. Не ги прават сите заедно нормално. Значи еве да погледнеме колку му биле потребни 12 месеци. Така, значи еве ќе го покажеме уште еднаш. Значи до максималното дно. Така, значи истиот почнал негде уште овде од 8, а успеал да достигне дно на 12 месеци. Така, што значи дека во овој период од овој момент па натаму очекувам една цела година од прилика каде што алткоините ќе прават аутперформанс на биткоин. Сега, тоа не значи тоа е многу битно затоа што гледам дека многу луѓето не фаќаат буквално за збор. Тоа не значи дека ние сега во октомври и ноември ќе продаваме 2025 година. Се разбираме? Тоа што Криптофил го зборуваше, ја го зборувам постојано. Но јас што велам? Ќе дојде ситуација во која што конечно ќе наминеме $100,000. Така, како што веќе ветим. Кога ќе дојдеме до $100,000, јас ми вети почнеме со обработка на видеата лов на врв. Каде што ќе користиме ваков тип на софистицирани алгоритмички, да речам, формации, во оваа ситуација индикатори и така натаму, кои што ќе ни помогнат да видиме дали се ногеме блиску до овој врв. Но ништо досега не ми помогнало како овој чарт. Значи, овој чарт е буквално по дефиниција се што треба да знаете за циклусот на биткоин. Многу едноставен и многу лесен за следење. Плавите линии се една година пред халвинг, жолтата линија е самиот халвинг. Ако погледнеме, значи циклусот на биткоин е како швајцарски часовник. И ако го следите самиот циклус на биткоин, многу лесно ќе може да ги следите и периодите кои што моментално ни се битни, за да можеме да знаеме кога е време да се влезе, кога е време да се излезе од еден пазар. Погледнете. Значи, само ќе го оставам само чартот на биткоин, ништо повеќе. Погледнете колку е едноставно. И сето ова е поврзано со халвингот. Ова не е магија, значи ова е алгоритмичкиот
приказ на биткоин халвингот, кој што на секој 210.000 блокови го преполовува производството на биткоин на половина. Погледнете се. Значи, од првото дно, сега, ово е првиот циклус кој што сме го имале, 2013 година. Така, и од него почнуваме да ги следиме овие периоди. Погледнете. Официјалното дно на овој циклус било постигнато во јануари 2015 година. Погледнете колку време било потребно за следниот циклус. Така, погледнете, 47 месеци. Колку ни се потребни за еден циклус на биткоин? 4 години. 4 години се 48 месеци. Може би не е точно до месец, но погледнете колку било потребно од дно до дно. 47 месеци. Така, да видиме колку било потребно од 2000 и во оваа ситуација 2018 година декември, кога го постигнал дното во 2018 циклусот, до следното дно. Само момент, погрешно го ставив. Еве да ви покажем како изгледа. Значи, разликата е во тоа што можеме да видиме овдека многу прецизен циклус. Погледнете, 48 месеци. Точно 4 години. Значи, ова не може некој да го измисли, се разбираме. Еве го гледате и сами, така. Да видиме што се случувало со врвовите. Значи, ајде да видиме дали е само дното. Погледнете овдека. Прв на биткоин, сега зборуваме официјалниот врв кој што го постигнал и највисоката цена во 2013 година, бул маркетот бил ноември 2013 година. Кога постигнал втор врв во оваа ситуација во декември 2017 година и биле потребни 49 месеци. Значи, горе-доле вие имате од 47 до 49 месеци точно определен циклус. Погледнете сега следниот. Значи, од 2017 декември до официјалниот врв од 69.000 во 2021 година, 47 месеци. Значи, не може да го измислите ова, се разбираме. Сега, и на страна од тоа што ние знаеме дека ова е предизвикано од алгоритамот на биткоин, тоа не го менува фактот дека ова е психолошки кај луѓето запишано исто така. Што значи дека секој трговец, секој кит, секој инвеститор знае дека кога ќе дое 48 месеци, дечки, спремете се за обратна ситуација. Што значи 48 месеци до 48 месеци bear market, 48 месеци до 48 месеци bull market врв. Така, и циклусот е многу едноставен. Погледнете сега колку јасен е циклусот. Значи вие имате од дното до врвот колку имате овдека 35-36 месеци. Тоа се 3 години. Значи 3 години bull market од апсолутно дно и колку време имате за bear market овдека, погледнете, од апсолутниот врв до апсолутното дно 12 месеци, една година. Така. Значи како швајцарски часови, погледнете. 12 месеци, точно една година. Ајде да погледнеме на вториот циклус кој што ни е целосен од дното до апсолутниот врв, колку имаме? 35 месеци. Тоа се 3 години. Така, месец плюс, месец минус. Колку сме имале bear market, пак ќе ви кажам, ова не можете да го измислите. Погледнете. Значи ова е, погледнете, 13 месеци, така, 12, 13, една година. Колку сме имале bear market во 2013 година, погледнете од самиот врв, 13 месеци. Така, значи 3 години bull market, една година bear market. Каде треба оприлика да заврши овој bull market? Што значи дека нема ние сега да чекаме ова да заврши точно таму каде што нас ни одговара. Се разбираме, погледнете. 35 месеци е во ноември 2025 година. Но, многу битна работа која што не научи претходниот циклус, тоа што кажа криптофил. Значи, не очекувајте дека пазарот ќе се движи само нагоре и во исто време, значи, погледнете што случува овдека. Ние имаме два врва, така. Тоа не го менува фактот дека можеби и овдека ќе имаме два врва. Значи, имаме различни циклуси. Циклусите не се исти еден на друг. Овдека сме имале два врвови, овдека сме имале еден blow of top. Овдека сме имале два врвови, овдека останува да видиме што ќе биде. Што значи дека кога ќе дојдеме во следниот дел на, да речем, во оваа ситуација негде 2025 година, пролет до лето. Јас очекувам дека голем дел од моите позиции веќе ќе почнам да ги ликвидирам. Зошто? Затоа што ни се случи оној summer lull во 2021 година и ќе видиме како ќе се случи. Знаете како? Многу е тешко кога си ставате самите себе си период. Не си ставајте период. Значи знаеме дека од сега па натаму очекуваме барем уште 8 месеци да имаме bull market. Така. Јас би се фокусирал многу повеќе на перформансот на алткоините кои што ги имам. Се разбираме? Ако почнам да доаѓам во ситуација во која што некој од моите алткоини ќе направил 4-5x од она што сме го инвестирале, нормално е дека јас ќе почнам постепено да излегувам од овој коин. Но се уште не го правам тоа, иако имаме 2 или 3 токени кои што го постигнале овој резултат, само заради тоа што ние се уште не сме ни пристигнале блиску до таймфреймот кој што ни е потребен за завршување на следниот bull market. Се разбираме? Што значи, дури кога ќе помине нова година, најчесто знаете дека најголем дел од досегашните најдобри делови од циклусот се случувале токму тогаш. Погледнете.
Најдобриот дел, погледнете кога бил во 2013 година. Септември, октомври, ноември. Така. Кога бил најдобриот дел во 2017 година, погледнете сега овде. Октомври, ноември, декември. И тоа пак е психолошки. Многу од луѓето кои што си одат моментално дома, одат и почнуваат леле биткоин, треба да си купиш, сега е моментот, а најчесто тоа го прават кога ќе си дојдат дома. Поголем дел од луѓето се негде на работа, посебно во западниот дел, да се зборуваме оние економии кои што навистина имаат пари, и најчесто се случува ова зашто викаат: очекувајте негде околу Божик да имаме експлозија на цената. И тоа секогаш е така. 2021 година погледнете овде. Значи овдека дури и малку порано би рекол, погледнете. Ноември, декември, јануари, февруари до март траело овој, да речам, период на раста цената. Значи дека најчесто зимата после халвинг е една од најпрофитабилните, да речам, сезони кои што може да ги имате во овој циклус на биткоин. Така да и понатаму ние се држиме до овој таймфрейм од ноември 2025 година, но ние очигледно ќе почнеме да елиминираме во текот на следната година како ќе се движиме во однос на нашиот профит. Сега извини Фил, ја знам дека малку повеќе време одземав, но едноставно морав да го објаснам овој дел, стварно извини. Значи, уште една битна работа, погледнете. Ние се ногаме пред најдобриот дел. Значи, овдека се споредени трите циклуси, ова е четвртиот моментално кој што го живееме. Така, погледнете. Ние буквално се ногаме пред најдобриот дел, пред експлозијата која што допрва не очекува. Значи, ова е за биткоин, а каде се алткоини? Така, погледнете овде, истата ситуација. Значи, овдека можеме да видиме дека ако го споредиме до сегашниот циклус со претходните, можеме да видиме дека овдека бил најдобриот дел. Погледнете, значи, буквално овдека почнала максимална експлозија. Буквално овдека почнала максимална експлозија и оној лов на врв. Така, овдека почнала, сега овдека имавме прекинување на циклусот, но повторно, не заборавајте. 2021 имавме големи Black Swan настани. Првиот беше Кина го банираше крипто мајнингот во Кина, така. Дополнително имаше големо селење на овие мајнери, да не забораваме дека Кромпирот Илон Маск излезе, направи бан на биткоин, не бил доволно зелен. Сето тоа предизвика да имаме ваква корекција и повторно уште еден пап нагоре. Но повторно погледнете, ова бил еден од најголемите скокови во самиот пазар. Сега, само на кратко уште 2 минути, затоа што многу луѓето не прашаа што планираме да правиме кога ќе почнеме да продаваме. Рано е за продавање, ние не продаваме моментално, но јас седнав и дебело направив стратегија во однос со тоа како планирам да го распределам мојот профит за излегување од овој пазар, и тоа е следното. Нормално дека добри, да речам, 10 до 20% ќе бидат во Tether и во USDC. Значи, Tether и USDC, знаете, сами дека се стандардни, да речам, коини кои што сакале или не, едноставно, тоа се најликвидните коини, да бидеме јасни, така. Значи дека Tether и USDT по 10% сигурно ќе имам од моето портфолио, затоа што се ликвидни, но не заборавајте дека во било кое време може да ви бидат замрзнати. Тоа е една од главните причини поради кои што нема да ставам голем дел од моето портфолио во овие коини. Но од друга страна, пак ќе кажам, ликвидноста си го прави своето. Така да 10 до 20% сигурно ќе бидат во Tether и во USDC. И идејата е, кога ќе дојдеме во bear market, да ги разделиме нашите јајца во повеќе гајби, за ако едната падне, другата да остане, нели, нормално здрава. Сега, третиот кој што сакам да го искористам е JET и Shen. Знаете и сами дека ние имаме дел од нашето портфолио инвестирано во Shen, кој што е резервен токен на JET токенот. Тоа е на Cardano, станува збор за алгоритмички алткоин, кој што нема голем маркет кап, но има голема стабилност. До сега буквално не успеале ниту 1 цент да го вратат под овој $1, и затоа ако продолжи вака да се движи целата оваа работа, значи јас пак ќе кажам, како таков over-collateralized stablecoin може да биде дел од нашето портфолио. Повторно некои 10% да речам потенцијал. Со тоа што сега нема да налегуваме премногу, најдете го видеото за Shen и JET на нашиот канал, каде што детално го објаснуваме ова, но идејата е дека овој стейблкоин е со колатерал од 4 пати од маркет капот на самиот стейблкоин. Што значи дека во оваа ситуација, ако имаме, како што може да видите и сами, негде околу 4 милиони, што е премногу малку нормално, значи можеме да видиме дека имаме огромен овер колатерал во ADA токени и Shen токени со цел да го заштите. Погледнете, 1,328 милиони, ова е маркет капот на Shen, кој што е резервниот токен кој што го држи JET да биде стабилен на $1. Повторно, ова е експериментален проект и би сакал 10% затоа што верувам во Cardano блокчейнот и би сакал нормално да на некој начин го искористам. И ова, значи правиме на некој начин децентрализација на нашите стейблкоини со цел да се заштитиме. Многу битен момент кој што сакам да го напоменам. Голем дел од нашето портфолио ќе оди во Ondo.
Значи ова е real world asset токенизација страната, каде што буквално гледаме што се токенизира моментално во моментот. Овдека оваа компанија во која што јас не велам дека директно многу верувам, но моментално се покажува како еден од најголемите играчи во токенизација на реални добри и тоа посебно во амерички долг. Погледнете. Моментално USDY и OUSG, тоа се оние USDY и OUSG, тоа се двата кои што може да ги видите, заедно имаат токенизирано 452 милиони и 200 милиони, тоа е втората стапка. Што значи дека заедно имаат повеќе Антонио, тука си те снема. Ништо го снема. Да, па за тоа мислам дека малку ми се компјутерот, извини. Значи што е толку добро во овој проект? Идејата е дека имаат заедно токенизирано повеќе од BlackRock. BlackRock е Buidel. BlackRock е првата корпорација во светот со 10 трилиони под менеджмент, а петата е FOBXX, тоа е практично Franklin Templeton. Значи дека оваа мала компанија успеала да токенизира повеќе амерички долг од овие две. И затоа, они имаат свој посебен stablecoin, кој што се нарекува USDY, кој што е целосно покриен со државни обврзници на Мурика. Ја не верувам дека Мурика колабира оваа зима, така да тоа е една од опциите кои што сакам да ги искористам, затоа што има многу добар APY, што значи дека вие може да го чувате на Ledger и да добивате негде околу 5% годишно со држење на овој стейблкоин кој што е целосно покриен со државни обврзници. Со оглед на фактот дека оваа компанија моментално работи на Buidel, значи ондо се приклучи на децентрализираната платформа на BlackRock со цел да ги држи овие обврзници кај нив. Значи BlackRock сигурно немало да ги прими ако не се добри како компанија, ако не се лиценцирани. Така. И за крај нормално мораме да спомнеме уште две битни работи, а тоа е злато. Што значи дека оприлика во еднакви количини ќе биде распределено нашето портфолио помеѓу овие солуции. USDT, USDC, потоа го спомнавме JET, да не заборавиме на USDY, тоа е Ondo проектот, и два проекти во злато. Каде што јас лично планирам барем 40% од моето портфолио да биде во токенизирано злато. А тоа се PAXG, тоа е проектот на Paxos, тоа е моментално најголемиот токенизатор на злато. Paxos, знаете, тоа е оној кој што ги имаше стейблкоинот на Binance, BUSD, и во исто време овдека нормално е и самиот Tether. Значи гледаме голем маркет кап, погледнете, има 526 милиони долари вредно злато токенизирано моментално, така да барем 20% ќе одат во PAXG и барем 20% ќе одат во Tether Gold. Тоа е XAUT, тоа е уште една, значи голема токенизација. Погледнете, 659 милиони долари вредно злато во долари токенизирано на Tether. Така да тоа се овие, да речам, стейблкоини кои што планирам да ги користам за излез од пазарот кога ќе дојдеме да продаваме, со тоа што уште една битна работа за крај, значи досега, барем во претходниот bull market, јас лично го видов тоа, како златото направи дополнителен раст во моментот кога имаме bear market, затоа што голем дел од играчите кога излегуваа од да речам профитите кои што ги имаа во крипто, влегуваа во злато и тоа токму преку Paxos, PAXG, затоа што тогаш беше PAXG достапен на пазар. Тоа е се, извини малку, јас морав да го објаснам малку подетално. Сега поели ти, ако сакаш само кажи ми да го споделиш твојот екран, ми рече дека на крајот би сакал и да ни кажеш што мислиш во однос на излегување на пазарот. Да, накратко ќе кажам, оти гордо сме при крај. Извини, братја. Антонио, имам некои стратегии. Се уште ги, ти знам себе си седнал добро си ги направил, јас се уште не сум до толку седнал, но имам некои планови во приватниот живот, што треба да ги средам финансиски. И се надевам нормално како и јас и како и ти нема да чекам да дојди август или април или не знам кој, туку просто како што гледам Доминенс оди надолу, полека ќе почнам DCA надвор да си правам. Мислам никогаш нема да го фатам топ, нели, или никогаш нема да фатиш кој ќе купуваш на дно или на, нели, како што кажа, врв, нели? Тоа е многу добро што го кажа. Ако того некој се обидува да го фати, ќе се изгори. Уште од сега ви кажувам, јас сум се изгорел многу пати. Значи најдобро е за најдобар профит според мене и како е Антонио, нели, leather out или DCA out по полека, и од самиот профит што ќе го земам зависи нормално
планирам во меѓувреме, ако е порано, примерно, ако са некни, примерно, имав еден токен што им беше така малку повеќе појдем, примерно 7-8x, и сега извадов малку профит во овој момент, ама кладов во 3-4 други токени. Во овој момент ги вртам парите се уште. Оти е многу рано. Но кога ќе дојде времето, сакам да да ставам во BTC, нели, во биткоин помалку, cash out, нели, да се правам како чист cash out, и може да имам че како stables, USDC би требало или некој, ќе видам кои други, ама stables на страна за после за како шоди па маркетот, како што тони надолу, па после да си правам DCA во некои blue chip токени, нели, за да можем да си ги чувам за понатаму, за ќе видиме доста во овие месеци кои токени ќе донеса некои нови работи, кои токени може ќе испакна од некој дно и ќе дојде горе, и ќе видиме и така да, за да може има некој нов, не биткоин, ама може нов Solana, може нов Ethereum, никој не знае. Така да, но по големиот дел сакам DCA и надвор од крипто светов, да излези во вистинскиот свет, да ти кажам дали би било во сребро, во злато, во сите тие други работи, и тоа е нешто добро, мислам. И дури имам нешто можеби и сакам во некој шерш нешто, така да се подвлегува малку S&P 500, нешто од секаде. Сакам да сум на секаде надоврзан, си имам малку и проперти, тука со тоа се занимавам, или со тоа нешто, мислам, како што кажа, јајцата треба да се ставени, нели, don't hold all your eggs in one basket. Според мене, значи, истото важи за крипто, нели, не во еден токен во 100, кој ќе вадиш, нели, вади нормално, стави ги на повеќе места, а истото важи во нормалниот живот како за пасивен, мислам, како за инвестиции, немој само во крипто, но треба да имате и други работи кај што мислам да правите пасивен приход. Тоа е кратко од мене, но сигурно ќе снимаме, сигурно ќе 5-6 видеа дура дојде времето за дура дојди. Антонио, мислам да привршуваме гордолу. Да, супер. Од мене благодарност, Антонио, уште еднаш. Ако имате прашања, ве молам, контактирајте ме, сите линкови ќе бидат долу под самото видео на Антонио. Благодарам уште еднаш, и Антонио, се гледаме сигурно можеби па точно по нова година. Готово. Фала уште на Криптофил, значи верувај ми, многу е добро на нашиот канал кога ќе можеме да спомнеме едно второ мислење, човек кој што има поинакви размислувања, кој што би сакал, нели, да даде негово свое мислење. Така да, една битна работа пред да продолжиме овдека, би сакал само да напоменам уште еднаш, значи сите информации за Криптофил и неговиот канал ќе бидат во дескрипцијата на ова видео, и уште еднаш, сето она што Криптофил го прави, ние го споделуваме на нашите социјални мрежи кога е премиерно, и потоа го апдейтираме во оваа плейлиста на дното на нашиот канал, каде што може да ги најдете сите негови досега направени видеа на македонски јазик по хронолошки ред. Така да следете ги овдека со цел да имате една целосна идеја за тоа што се сака Криптофил да ви објасни во Yield Farming. Тоа е се за денеска, се надам дека уживавте во нашето видео и нормално се гледаме во некоја наредна епизода. Благодарам Криптофил и поздрав од Криптогемиџија. Поздрав до сите, пријатно.